Денес читаме во Евангелието според Матеј, 14 глава, 14 стих. Кога Исус слезе, виде големо мноштво, се сожали на нив и ги излекува нивните болни. Одвојте еден момент и дозволете малку да размислиме. Тој ги виде. Пред чудото, пред исцелувањето, пред нешто да се промени, Исус ги виде луѓето и беше трогнат од сочувство. Можеби се чувствувате запоставени денес. Можеби мислите дека вашата борба е премала или можеби премногу хаотична за некој да ја забележи. Но овој стих не потсетува на нешто моќно. Кога Исус гледа потреба, неговиот прв одговор не е осуда, тоа е сочувство. Забележете, толпата немаше се заедно. Тие не беа совршени. Тие беа болни, очајни. Сепак срцето на Исус беше возбудено кон нив. Истото тоа срце е свртено кон вас токму сега. Кога Бог ја гледа вашата фрустрација, тој не ги превртува очите. Кога го гледа вашето разочарување, тој не е разочаран од вас. Тој е трогнат од сочувство. Тоа значи дека тој разбира. Тој се грижи. Тој е подготвен да донесе исцелување и физички, и емоционално, и духовно. Сочувството е она што отвара вратата за чудо. Понекогаш мислиме дека мора да ја заработиме Божјата добрина. Но, овој пасус ни покажува дека неговата добрина произлегува од неговата природа. Тој лекува затоа што сака. Тој обновува затоа што се грижи. Ако се сочувате со нешто што ви се чини премногу големо и тешко, охрабрете се. Истиот Исус кој стапна на тој брег и ги излекува болните, се уште влекува во животите денес. Тој го гледа она што другите не го гледаат. Тој знае она што вие не сте го кажале никому. Тој не е далечен. Тој е трогнат. Продолжете да верувате. Продолжите да очекувате. Вашата потреба не е преголема за неговото сочувство, а вашата ситуација не е надвор од неговиот исцелителен допир. Денес подигнете главата. Вие сте видени, вие сте сакани, а сочувството е веќе на пат.